Благодарам, Елена. Добро утро како до вас, така и до гледачите на утринската програма на телевизија Сител, и тоа од секторот за санитарна контрола, одделение за микробиолошка лабораторија, лабораторија за молекуларна микробиологија. Верувам дека ништо не сгрешив. За тоа како се проверува водата, која е важноста, разговарам со раководителот на секторот за санитарна контрола. Добро утро велам за господја Петровска. Добро утро. Добро утро и вам. Добро утро на гледачите на телевизија Сител. Добро дојдовте во нашиот сектор. Сега може да прашате, повелете. Така, нас не интересирано, верувам и гледачите, што значи квалитет на вода која треба да се консумира, односно последниот неделен извештај што покажува безбедна ли е водата за пиење која тече во градскиот водовод. Така. Безбедната вода значи императив. Значи нешто кое што наредните временски периоди што ќе доаѓаат, навистина ќе биде исклучително важно и значајно. Она што ние го имаме во нашиот водоснабдителен систем, што доаѓа од изворот за градот Скопје, навистина значи големо богатство. Што значи дека нашиот сектор тука, секторот за санитарна контрола, кој што представува работна единица од ЈП Водовод и канализација, се грижи за контролата на квалитетот и безбедноста на водата за пиење, која што тече во водоснабдителниот систем на градот Скопје. Значи, ние во градот оваа година, бидејќи навистина беше малку проблематична со водоснабдување, со оглед на временските услови кои што не ни беа наклонети, направивме зголемување на контролата на квалитетот со зголемување на бројот на примероците. Беше вообичаено некаде околу 50-тина, но оваа година го зголемивме бројот на анализи, за да покажеме дека контролата на квалитетот навистина е на завидно ниво. Дека овој сектор тука навистина се грижи за граѓаните на градот Скопје и за безбедноста на нашиот производ кој што го испраќаме до нивните чешми, во становите и во куќите во кои што живеат. Што значи дека исклучително голем обем на анализи со кои што можеме слободно да кажеме дека водата во градот Скопје е навистина на високо завидно квалитетно ниво и навистина е безбедна. Значи ние го гарантираме. Нашата лабораторија е акредитирана во 2011 година и полека наваму направиме унапредување на стандардот. Оваа година, некаде во средината на годината, направивме и проширување од аспект на акредитација, што значи потврдуваме навистина со зголемен број на анализи и проширена контрола врз параметрите, кои што секако имаат влијание врз здравјето на луѓето, да докажеме дека навистина испорачуваме безбедна вода. Значи, граѓаните на градот Скопје, несомнено, навистина пијат квалитетен производ кој што покажува висок степен на квалитет од аспект на хемија и од аспект на микробиологија. Колку чести се земањата на примероците? Како се утврдува од кои делови на Скопје ќе се земат примероци за испитување и што е тоа минимално нешто кое треба да отстапува од стандардите и правилата за водата да не биде употреблива за користење? Така. Видете вака, значи нашето работење е покриено со закони и законски норми. Во нашата држава имаме закони за води, имаме подзаконски акти кои што се правилници во кои што се пропишани максимално дозволените концентрации за одредени параметри кои што го карактеризираат квалитетот на водата за пиење. Бројот на примероците се зема према еквивалент жител, значи односно према населеноста на урбаната средина. Бидејќи нашиот град е навистина голема урбана средина, значи ние земаме секојдневно примероци и на голема зачестеност, заради тоа што да знаеме точно дистрибутивната мрежа дали има некаде проблем или нема проблем. Нашата контрола е секојдневна и бројот на примероците према според еквивалент жителите некаде сега се околу 60-тина на дневно ниво. Велам, ја зголемуваме контролата за навистина на граѓаните да им покажеме дека пијат безбедна и квалитетна вода за пиење. Како тече тој процес?
ако можеме да доловиме за гледачите кога се испитува вода, кога ќе стасаат примероците овде кај вас во сектор за санитарна контрола? Така. Примероците се земаат секојдневно, како што реков, утринската рутина почнува рано сабајле, некаде во 8 часот. Поделена е на 3 тима кои што циркулираат низ градот за да можат да ја покријат големината на агломерацијата. Значи бројот на примероците кои што стига некаде до 13 часот. Првичните параметри, доколку има некакви проблеми, веќе за час и половина ние што се вели ги имаме на работна маса. Понатаму процесот на анализа на параметри кои што ги дооформуваат особините и квалитетот на водата се работат утрешниот ден за да може комплетно да се добие за дали има некаков проблем водата за пиење или воопшто нема проблем. Значи доколку би имало некаков проблем, ние во првиот час би знаеле. Без разлика тоа што циркулираат нашите екипи низ градот, рачунајте дека имаме и распространет на работни единици од другите сектори во кои што сме со постојана соработка, постојана комуникација и не дозволуваме доколку во меѓувреме се појави некој проблем некаде, да тоа ни заостане за во некој нареден период. Верувајте дека тоа е несомнено од пријавувањето во зависност од густината на сообраќајот, некаде за 30 на минути веќе се појавуваме на местото на случувањата. Анализите стигаат веќе во наредните 30 минути и не дозволуваме да ни се случи пропуст, промена на квалитет, значи грижата ни е на вистина на високо ниво, заради тоа што граѓаните на град Скопје пијат безбедна и санитарно-технички исправна вода за пиење. Пред да се вклучиме по живо од безбедносни причини, не влеговме во делот кој е позадина застаклен. Што се случува во тој дел? Какви информации се добиваат во однос на квалитетот на водата? Видите вака сега, јас ќе ви кажам основни податоци за локацијата во која што се наоѓаме. Понатаму за детализирањето за оваа просторија, односно за молекуларната микробиологија, ќе ви каже раководителот на ова оделение. Секоја техника си бара своји специфични услови на работа, значи не само во областа на микробиологијата и во областа на хемијата. И веќе кога ќе почнете да работите нешто на вистина специфично и сакате да добиете добри резултати, вие претходно треба да подготвите амбиентални услови. Значи барања кои што ги има секоја опрема пред да влезе во одредена просторија. Ова што вие тука во моментот го гледате се точно исполнување на тие барања. Значи барањата кои што ги има опремата пред да се направи нејзина инсталација и пред да влезе во употреба за да може да се добие квалитетен и сигурен резултат. Ви благодарам за овој дел од разговорот и верувам дека гледачите појасна слика добијат за тоа што значи квалитетна вода и колку чести се тие испитувања на самите примери. Се надевам. Секогаш ви стоиме на располагање, кога има прашања, потреба, секогаш сте добре дојдени за вас и за гледачите на вашата телевизија. А во продолжение, почитувани гледачи, разговорот ќе го продолжам со Наташа Манолева, раководител на одделот за микробиолошка лабораторија. Добро утро. Добро утро. Добро утро и вас. Добро утро на сите гледачи на Сител телевизија. Изминатиот период доста популарно во јавноста, така ќе го наречеме, е терминот PCR. Кога сме кај PCR, кај испитување на вода, што значи тоа, какви елементи треба да има или односно да нема водата за да биде квалитетна и безбедна за пиење? Па, добро прашање, би сакала да им објаснам на гледачите што е уствари PCR-от, затоа што, еве, последнава година и пол сите слушаат PCR технологија. PCR технологијата е уствари се нарекува полимераза верижна реакција и со неа се испитуваат ДНК секвенците на секој организам што ги има на ДНК секвенците во секој организам. Значи секој и микроорганизмите си имаат своји ДНК секвенции кои што можат да се испитуваат со тој PCR. Конкретно во нашата лабораторија, значи, вршиме испитување на сите микроорганизми кои што ни се по правилник за безбедност на водата за пиење. И тоа е еден чекор понапред со кој што на граѓаните на градот им овозможуваме навремено да добијат информација
ние добиваме информација и навремено да интервенираме доколку има некои проблеми, конкретно уште на влезот на водата во нашиот водоснабдителен систем. Значи, сакам да нагласам дека со оваа технологија одиме чекор понапред, со тоа што ако анализите до сега сме ги работеле за некои 24 часа, со овој вид на техника сите тие анализи се работат за многу кратко време, уствари за 4 до 5 часа ние имаме веќе резултат на целиот квалитет на водата во системот. Кои се најчестите микроорганизми кои, според вашите анализи и согласно најновите технолошки достигнувања кои постојат во лабораторијата, можат да се откријат, а од друга страна се опасни за човековото здравје и никако не треба да бидат дел од таа водоводна мрежа и водоводен систем? Па добро, ние работиме според правилникот, нели како што нагласив. Во водата за пиење, значи не смее да има присуство на ешерихија коли, не смее да има присуство на паразити, не смее да има присуство на псевдомонаси, не смее да има, значи, никакво присуство. Нашата вода ги задоволува сите тие критериуми и ние само потврдуваме дека во водата ги има отсуство уствари на сите тие микроорганизми. И сето тоа го потврдуваме и на класични методи и го потврдуваме сега и со новата техника што моментално започнавме да ја работиме. За крај, доколку дојде до појава на такви микроорганизми во количините на вода кои треба да стасат до крајните корисници, што се презема за да се заштити јавното здравје? Па со самото тоа што водата се хлорира уште на влезот на водоснабдителниот систем, е оневозможено, значи, да дојде до било какво загадување од микроорганизми. Значи, хлорот делува на сите видови на микроорганизми и доколку, значи, остане некој патоген, тоа одма ќе се утврди, но до сега не сме имале такви ситуации, такви состојби и се надевам дека и понатаму тоа ќе го продолжиме. Да веруваме и да се надеваме дека таква ќе остане состојбата со водата. Ви благодарам за Се трудиме тоа така да го продолжиме тој тек на работа и ви благодарам и вас. Од ова вклучување во живо, почитувани гледачи на утринската програма на телевизија Сител, можеме да заклучиме дека квалитетот на водата во градскиот водовод во главниот град на Република Македонија е безбедна, а за тоа може да се гарантира согласно сите извештаи кои се прават токму овде во секторот за санитарна контрола во јавното претпријатие Водовод и канализација.